Ево още едно дружни со нашата емисија Шанка. Овде нашиот Шанка имаме малку повеќе гости денес. Овде се Иле и Костадинка. Сега не знам дали се Орцеви. Орцеви се? Не, Ончеви. Ончеви. Да. Така ли беше презимето? Да, Ончев. Ончев. Да. И МР Томе Тимов. Здраво, Шиво. Добро ни Живо, дојде. здраво. Како сте? Супер, ево. Одлично опуштено во вашата емисија. Опуштени сте сигурно? Да, топа сме. Значи, целта на нивното гостување овде е доста интересно. Значи, прво ќе почнеме од нешто што се промовираше, тоа беше една туристичка мапа, така? Да. Господинот Томе е одговорен, ти си одговорен Координатор за тоа. на проектот. Да, и од тука потоа произлезе и нешто прво авторско на Ике Декока, значи на Иле и на Костадинка. Па најпрво да почнеме од почеток, еве за туристичката мапа, од каде таа идеја, зошто баш сега таа туристичка мапа, имаше ли претходно таа туристичка мапа на Струмица или сега после толку години, ево првата туристичка мапа на Струмица? Па, еве да кажеме, сепак тоа е еден проект финансиран од Општина Струмица. Проектот е Рулен туризам за одржлив економски развој, спроведен од Сдруженијето Хортиеко, но како координатор на проектот се јавува Томе Тимов. Целта значи на тој проект беше, да кажеме, со повеќе активности да се спроведе тој рулен туризам во Струмичкиот регион, да се покрене една мала иницијатива или подигање на таа свест кај народот, посебно на луѓето во руралните места. Со неколку активности, првата активност ни беше, да кажеме, мапирање на тие туристички локалитети во Струмичкиот регион, со анкетирање на населението. 1/3 од струмичкото население беше анкетирано, за да земеме, да кажеме, со кои туристички локалитети и со кои туристички убавини располага Струмичкиот регион. Со таа конкретна цел завршивме и врз база на добиените податоци веќе видовме дека на Струмица е потребна една туристичка мапа и со сите мапирани туристички локалитети ги сместивме во таа туристичка мапа, каде туристите полесно ќе можат да дојдат до нашите локалитети. Што е туристичка мапа на Општина Струмица? Да, комплетно на Општина Струмица, значи со сите населени места, со 18 населени места беа опфатени и ставивме неколку позначени туристички локалитети во Струмица, каде туристичката карта е двојазична, на македонски и на англиски, бидејќи поголемиот дел од туристите не ги познават некои од тие туристички локалитети и целта ни е, значи... Има и многу од Струмица кои што не ги познават. Па и некои, да. Еве, например, во ова карта не се опфатени сите места. Во конкретниот пример, ако одеме во една Вељуса, може да сигурно никој до сега не ја знае Камена чешма, никој не ја знае Турска чешма, никој не го знае Црвенец и да не ја зборуваме понатаму, сепак тоа ќе биде некој... Добро, Црвенец е местото каде што се фала крстот. Секоја да, али за... Значи така тие што пратат такви работи знаат каде е тоа, еве јас чисто. Но сепак да кажеме поголемиот дел од некој поголемиот дел од населението не го познава тоа. И најбитна цел ни е, значи, туристите од странство, бидејќи Струмичкиот регион е исто така доста интересен и како на кој начин да ги привлечеме туристите да ги посетат тие места со таа туристичка мапа за полесно да стигнат до тие места и да ја запознаат културата, односно легендата на некои места како се настанат. Мапата може да се најде во Општина Струмица или? Може да се најде во Општина Струмица, имаме оставено неколку примероци во локалниот економски развој, во центарот на заедницата и во Сдруженијето Хортиеко има и ќе биде, значи, промовирано на надвор од Македонија. Ја промовирав во Мелник, Бугарија и сега на 27 ја промовирам во Пловдив, Бугарија. Значи, ќе биде промовирана и во Пловдив. Сега ти професор на седно предмети и туризам да предаваш. Не, предавам, али тоа ми предизвик. Значи сакаш сака да се развива. Па сега јас потекнам, значи, да кажем, од село и така да тоа ми беше предизвик да почнеме малку повеќе да ги подигнеме свеста кај луѓето од село, да им кажеме дека не само од домот и од пиперки можат пари, туку да вадат пари и од туризмот, да причекуват гости и туристи. Па се вадат, зашто да не, например, се изнајмува и на своите
куки, со приготвување на традиционална храна, со некои други интересни работи, например да и носиме туристите на нива да копаат, да берат домат или пак да нижат тутун, значи сепак тоа представува, да кажеме, еден вид туризам. Можеби за нас е смешно, али за поголемиот дел на луѓето кои живеат во некои урбани места, за нив тоа представува предизвик. Сигурно некој од Холандија или од Германија нема да сака да спие во хотели со 7 звезди, со 5 звезди, туку бидејќи во нивната земја, во нивната држава има такви хотели, он сака да земе да го вкуси тој традиционална или таа селска храна, да го доживее тој селски амбиент. Значи целта ни е сепак Струмица располага со едни добри, убави места и да кажеме, штета е ако не го промовираме тој рурален туризам. Навистина било штета и освен тоа, еве што ја промовирате туристичката мапа на општина Струница, тука никна и уште еден проект, а тоа е првата авторска песна на Ике де Кока. Да. Сега, како таа се проникна низ ева ова туристичка мапа или заедно беше целиот проект? Целиот проект беше заеднички, исто значи во проектот имаше и неколку други активности имаше да кажеме со обука. Ви треба менеджер, еве менеджер. Со обука беа фатени околу 60 фармери, каде се одржаат 2 обуки за тој рурален туризам. И како четврта активност од проектот Рурален туризам за одржлив економски развој беше промоција на некоја песна. И идејата беше на кој да падне товарот за песната и сепак оти можем да кажеме едни од искусни во браншата Ике де Кока и бидејќи го забавуват младиот свет низ да допрат на малку поразличен начин. Да не биде така се во руралниот малку по руралните граници, малку да се разиграме, да се отвориме малку повеќе на светот. Нели цело време мислат дека руралните места не слушаат такви песни, но тоа еве сега со песната на Ике де Кока малку поразлично, со некои етноелементи, но сепак мислам тој ќе каже. Но мислам дека сепак вреди да се слушне. Ќе промовираме денеска, еве, значи по завршувањето на нашиот разговор, ќе промовираме и ќе видиме дел од она промоција која што се одржа. Каде беше? Тоа беше поранешно Александар, ресторант Александар, така? Да, екс-кабаре. Таму беше промоцијата на вашето новородниче, на вашето првородниче. Првородниче. Сега, кога правевме муавет за стилот, тоа е нешто етно, меѓутоа ме потсеќа на електро музика, таа новата што излегува сега, што ја прават Бангладекс и така и како. Така нешто, така. Тука негде се вртиме близко. Идејата е твоја? Заедничка со сите сили. Заедничка со Костадинка. Да, заедничка идеја. Мислевме дека така е најдобро да звучи. Одговара за проектот да биде етно пред се. Модерно е има примеси, да, на трап, на електрохаус и да, интересно журкачка песна е пред се, не е бавна. Не е бавен вид. Како се викаше, само да кажем? Меле. А зошто Меле? Кој Меле? Меле у песната. Така? Не, ни дојде некако идеичка, најшетно ми звучеше мене Меле и тоа ме нешто сврза со тоа Меле. Вика, интересно е, вика, ќе го ставиме како наслов на песната. Да. Можеби наредната ќе ставите вокал некој така. Ми планираме, да ти кажам, планираме следната со повише вокали да биде. Нешто по различно, да. Малце морам. Почнавте, значи сега, конечно го скршивте леот, колку време постоите и ке да колку? По 8-9 години. А во брак сте? 4, така нешто. Да, така нешто. 4, значи пола е... Тоа ме е виновникот што не мотивираше да ја правиме оваа песна. Тој ве најде, ви каже, дај вие ќе ја направи да биде поразлично, не ја правиме се тие пак тие групи, требаше да биде 2-3 месеци, така? 2-3 месеци убедување. Како тие песни таму? Не, малце ни беше комплицирано, ти вој стил го нема на пазаров кај нас овде, него, што знам, го немаме слушнато. Баш такво трап, електро, хаос, со етно елементи, со виолина. Малце ни беше комплицирано како да го осмислиме како проектче. Ти си мислам дека главната... Не, имаше уште некои... Морам да го кажам Ѓоко, како се презира? Ѓорѓе Јанев, он многу ни помогна. Да, Ѓорѓе Јанев. Да.
од Радовиќ е дечкото, многу окей. И Тамо ја снимивте во Радовиќ? Не, правена е тука, снимана е ки Горан Кукич виолината. Да, ки Горан Кукич. Мастеринг. Он го правеше, дечково од што е, продуцентов. И сите тука се помешавме и така да излезе нешто како што треба. Еден пакет. Да. Ама доста време требаше пред се да Значи, кажам. се Едно 3 работи месеци доста. сигурно време. Секако треба. Па има промена на стилови постојано. Да. Брзо бавно, бавно брзо. Да. Горе, доле. Тоа ни беше Окей. целта уствари. Нешто поразлично. по-интересно да биде. Малце комплицирано беше за правење, ама во секој случај окей. Ама ќе се потрудиме следната да биде уште покомплицирана и подобра. А ти мислиш дека колку е покомплицирано, толку подобро? Не, поинтересно е за слушателот, сеќаш не е Да, мерува постојано Да. нешто, не е се едно монотонно така да вози. Да. Постојано да. има промени на ритмот. Биравме веќе низ неколку клубови низ Македонија. Да. Супер поминува. Да. Значи на вашите настапи сега така ќе биде прва и последна песна. Да, Така? да. И малку да зборуваме за вашите ангажмани. Нели вие сте Да. Ike de Coca кој настапува пред целоноќни клубови, барови, дискотеки. Точно. Малку да позборуваме за тоа каде вие настапувате, како сте, колку сте ангажирани. Превише. Да, супер. Каде најмногу ве прифаќа публиката едно така клише прашање. Каде најмногу ве прифаќа Публиката. Да. Па скоро сегде, значи не може да одвоиме негде посебни места. Ги има, ама не е убаво, нели, за... Да, за другите да не да. Да не. Инаку, супер, сегде сме низ Македонија, буквално. Блокирани сме месец, два, три некои пати напред. По дискотеки претежно. И работиме со еден многу интересен инструмент, не знам дали се... Тоа јас го видов харп, како се? Ласер харп. Ласер харп. Да, ласерска харпа. Се електронско се Се работи. некои иновативни работи, јас треба да научам многу работи од вас. Требаше да се промовира кај те во емисија, ама ајде уследната, може? Наредната, да, со втората песна. Да, може. Ќе ја направиме и двете Може. со тој перформанс што го има Да. со ласерската харпа, ќе го направи. А како дојде, каде таа идеја да го имате тој инструмент, од каде го набавивте, каде го има, каде видовте У го голема прави, продажба го нема. Факт, го нема нигде. Јас барем така знам, сега може се сменило више колку го имаме, 7-8 месеци години, не знам колку го имаме. Повеќе мислам Една дека го година, има. од Да. март до март. Така нешто, па една година скоро. Се изработува по порачка, кошта парички доста, пред се. Никога кај го видовме Жан Мишел Жарш, мислам дека го има промовирано, не знам кога го 50-те години. 90-тите години го има промовирано како. Ама тоа се правеше само за него, мислам специјално дека. Он свиреше само на тоа. И почнаа да го произведуваат некои фирмички, така да најдовме контакти низ интернет и исконтактиравме, се праве 4 месеца се порачува, се праве. значи Сакаме со да бидеме тонови, со тон. единствени во Македонија, така Да. И на Балканот може да кажем. Ја немам сретното, не знам, може би има негде, ама јас немам сретното. И интересно, правиме поише електропесни, хаос песни да речеме, клубски песни на него, и таа ни беше замислата тоа да се свире на таа харпа. И него се поврзува со компјутер, со програма, исто софтвер што оде со него. И си произведува тонови исто. Што сакаш може да му ставиш и се свире на него. По светлина. Да, по самите зраци. Може она свире на него. Свире на него. Зраците и не е Со комплицирано. допир. Со допир на зракот. Допир на зракот се произведува звукот. Значи зракот се прекинува и така на тој начин се добива тонот. Значи- Самиот инструмент е поврзан со компјутерски софтвер и така се произведува тој звук. Да, интересно. Јас ќе поканам гледачите, значи да дојдат на вашите настапи, нема тоа што толку да го образложуваме, нека дојдат и нека видат зашто Нека не станува следат. тоа. А сега значи кога веќе го скршивте ледот, значи се спрема нешто ново, затоа што кога реков следната ти се насмеа, тоа значи дека многу брзо веќе ќе излезе и следната. Това за 2-3 месеца. Па да, за негде мај месец. Планираме Јуни. да почнеме до јуни да биде готово. Летно хитче сакаме да направиме Со нешто. вокал, така. Може би ќе биде. Да. И со поише етно елементи може да збогатиме уште по. Ќе видиме како ќе Имаме некои идеи, имавме ние Да. поише идеи, значи вака кога се роди, Почнуваме со една идеја, завршуваме со сосем значи трето фактички нешто. можеме да направиме цел Да, албум да, ние да. како што почнавме. Најдобро. Па така е најдобро, не знаеш како. Битно е некој да почнеш. Да почнеш од Да. нешто, па лесно е Да. после Да. ќе се развива тоа. Добро е што се развила. Има некој ја застанува, ја затупува и тука. Аби крај, идеи нема. има милион, само треба да се работи. Има Значи да се спрема нова, може и албумот за една година, веќе кога што е тргнал. Не, А? немаме уште по. Немате намар. Сингл по сингл. Сингл по сингл. А видеозапис?
Видеозапис, сега кога веќе... Нема тебе ќе те земе, може? Може, Може ти? средам што треба, Не не е е така, проблем. немам идеја уште, затоа ти ќе ни бидеш главен. Видеозапис кога веќе е песната нели за Струмица, веќе ги даваме на идеја, тоа може да се опфати целиот регион тука на Струмица, да се снимат овие локалитети, па некој Е, тоа ќе биде, значи- вечно му народна носија. Да, тебе ќе те земе како главен. Се смее пред секој од тие локалитети. Е, тоа ќе биде наредниот проект кој ќе го аплицирам во следниот видеозапис на песната. Тоа што ќе го видиме ние на нашата емисија, тоа е значи дел од вашата промоција на песната. Значи тоа не е видеозаписот да знаат, тоа е промоцијата на песната, песна може Дел да од се каже. атмосферата. Да, сингл, Како така, е сега да. по мод проект. Дел од вашиот проект, сега Може, нели, како модерно сакаш. Модерно проект. Како сакаш можеш да си го викаш. Твој Добро, си. ајде да не го задржиме повеќе, еве да ја слушнеме вашата прва песна и нормално ви посакувам многу успех, се Фала. надам дека многу брзо ќе допре до сите слушатели, не само во Македонија и пошироко, и ќе стане еден голем хит Се надеваме. и после ќе видите вие кој си Ike the Coca, така е. Да. Тоа ни е планот. И ќе дојдат, значи, туристите, ќе дојдат Записот е многу битен. и ќе дојдат, значи, туристите да слушнат од кај е песната, значи од Струмица и Струмичкиот регион да Точно. биде Струмица топ. Јас ви благодарам уште еднаш, а сега нека уживат гледачите во вашата прва песна. Како беше Меле. Меле.